Организацијата на државното првенство за сениори и кадети во Штип покажува и докажува дека градот Штип полека но сигурно го враќа епитетот најборечки град во Македонија. По интонирањето на македонската химна, градоначалникот на општина Штип Благој Боцварски со пригоден збор ги поздрави сите присутни и го прогласи првенството за отворено. Денеска Штип е центар на борењето во Република Македонија. И драго ми е што Штип повторно се враќа на картата на најборечките градови во Република Македонија. Јас верувам дека ова ќе продолжи и Штип ќе се гордее со борењето. Штип ќе биде на вистинското место на полето на спортот и на борењето и на Балканот и пошироко. Верувам дека од овие борачи кои што се денеска овде, кои што слушнавме дека се повеќе од 150 во оваа сала, ќе произлезат многу силни борачи кои што ќе го представуваат и Штип и Република Македонија надвор на европските, светските првенства и на олимпијадите кои што ќе се одржуваат во иднината. Денешниот масовен одзив на бораци од цела Македонија е доказ дека борењето по подолга пауза се враќа на некогашните славни патеки. После долгото време еве успеавме веќе тоа што го ветивме заедно со мојот заменик Дејан Богданов, дека борењето мора да го вратиме во старите патеки кај што му е местото, но еве за една година успеавме, значи наназад 15 години ваква масовност немало во изборните и државните првенства во Македонија. Сега успеавме над 150 борачи да учествуваат и имаме моментално над 15 клуба што учествуваат во Македонија на ова изборно првенство. Ова првенство е на почетокот на ова календарска година. Накратко да не запознаете со редовседот, односно програмата на боречките федерации. Значи, наредното првенство не е изборно за У23 и пионери и после наредното не е за јуниори, од каде ќе се искомплетират сите состави на репстацијата и после не очекуваат у секоја генерација, значи имаме европско и светско првенство што ќе учествуваат. А најбитното сега што не е за нас е настапот на кадетите. Знаете дека има олимпијада за младинци 2018 година во Буенос Аирес у Аргентина. Значи од тука кадетите треба да поминат во европско првенство, каде треба норма да исполнат за да учествуваат на Олимпијадата за младинци. Градот Штип и борачки клуб Балканец како технички организатор уште еднаш го потврдуваат своето традиционално гостопримство. Балканец е организатор на ова првенство. Значи за прв пат толку народ, толку да е масовно и публиката и атмосферата и амбиентот се е на ниво, значи во најдобар ред. Балканец е со 30 надпреварувачи во кадетска и сениорска конкуренција. Ще очекуваме добри резултати. Борбите се одвива во спортската сала Јордан Мијалков во текот на целиот ден, а за резултатите ќе информираме во некој од наредните информативни емисии на Ирис телевизија.